Гостин во Дневникот на К3 телевизија е Сузана Стошевска-Николовска, даночен координатор на Управата за јавни приходи Куманово и регионален потпарол на Управата за јавни приходи Штип. Ви благодарам и вам на поканата. Неодамна започнавте со едукативна кампања која започна токму од нашиот град, од Куманово, преку која ги едуцирате граѓаните за обврската дека треба навремено да ги пријават приходите кои ги остваруваат од издавање под закуп на движен и недвижен имот. Рано е да се каже, но сепак дали има заинтересирани и колку се заинтересирани даночните обврзници и кои најчесто прашања ви ги поставуваат вам? Управата за јавни приходи започна со спроведување на низа активности, пред се од едукативен карактер, со цел зголемување на свеста и едуцираноста на даночните обврзници за нивните права и обврски. Предвидени се вкупно 46 едукативни работни средби со граѓани на тема пријавување и оданочување на приходи од издавање под закуп и подзакуп на движен и недвижен имот, кои ќе се реализираат и во останатите 36 општини низ Република Македонија. Првата работна средба со граѓаните се одржа во Куманово и на истата присуствуваа околу 50 на граѓани. Кој треба да оствари, односно да пријави приходи кои се остварени од издавање под закуп? Граѓаните треба да ги пријават во Управата за јавни приходи приходите остварени по основ на закупнина, односно издавање на земјиште, стамбени или деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, односно викендици, опрема, превозни средства и други видови имот кои подлежат на оданочување со персонален данок. Односно, треба да поднесат аконтативна даночна пријава за остварени приходи од имот и имотни права во рок од 15 дена од денот на остварувањето на приходите. Кон пријавата задолжително треба да поднесат и договор за закуп. Како треба да се пријави приход, односно што е потребно да имаат обврзниците? Документи, лично, пријава, адреса, што се е потребно? Значи, подполнетата пријава даночниот обврзник треба да ја поднесе во даночните канцеларии според местото каде се наоѓа имотот кој го издава, односно во контакт центарот во Скопје без разлика каде се наоѓа имотот или преку пошта. Доколку пак даночниот обврзник е регистриран корисник на системот Е-даноци, пријавата може да ја потполни онлайн и да ја поднесе електронски преку системот Е-даноци. Кои се даночните олеснувања, дали постојат даночни олеснувања и кои се? Постојат даночни олеснувања и на даночниот обврзник му се признаваа даночни олеснувања и тоа 25% од висината на приходот, односно 30% од висината на приходот при издавање под закуп на опремени стамбени и деловни простории или стварните трошоци, документирано докажани, значи по барање на обврзникот. Така. За да биде по-конкретно, можете ли преку пример да им објасните, да кажеме, колку данок се плаќа за закупнина на стан? Секако. Например, ако бруто износот, месечниот бруто износ на закупнина изнесува 10.000 денари, во тој случај, како што претходно рековме, значи 25% признаени трошоци, тогаш трошоците би изнесувале 2.500 денари, на што добиваме даночна основа од 7.500 денари и на даночната основа од 7.500 денари се пресметува даночна стапка од 10% на персонален данок и во тој случај персоналниот данок би изнесувал 750 денари. Така. Што е со оние обврзници кои остваруваат приходи над 1.000.000 денари, кои се нивните обврски? Граѓанинот кој трајно или повремено врши стопанска дејност, односно се занимава со издавање под закуп на движен и недвижен имот, има обврска да се регистрира и за ДДВ со поднесување на пријава во даночните канцеларии или електронски преку Е-даноци. Значи, доколку граѓанинот остварил вкупен промет над 1.000.000 денари од издавање под закуп на движен и недвижен имот во текот на 2016 година, има обврска да се регистрира за цели на ДДВ најдоцна до 15 во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот. Доколку пак со склучениот договор на почетокот на издавање под закуп на движен и недвижен имот се предвидува дека граѓанинот ќе оствари вкупен промет над 1.000.000 денари во годината, значи истиот има обврска да се регистрира за целите на ДДВ во рок од 15 дена од почетокот на вршењето на стопанската дејност. Значи од почеток на закупот на земјиште, деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, викендици, опрема, превозни средства и други видови имот.
Дали покрај аконтативната пријава обврзниците мора да пријават и даночна пријава која се пријавува до 15 март? Да. Значи, граѓаните кои оствариле приходи од закупнина во 2016 година, покрај обврската за поднесување на аконтативна даночна пријава, треба да поднесат годишна даночна пријава, односно образец од ГДП, најдоцна до 15 март 2017 година. Дали прометот од издавање под кирија, објекти, станови кои се користат за стамбени цели, подлежи на оданочување данок на додадена вредност? Прометот од издавање под кирија на стамбени објекти и станови кои се користат за стамбени цели не подлежи на оданочување со ДДВ. Јас ви благодарам што бевте наша гостинка. Се надевам дека повторно ќе гостувате доколку имате одредени новини кои што се од интерес на даночните обврзници, односно нашите гледачи. Секако, да. Ви благодарам за внимание.